Тим Волц помина една година на настава во Кина во 1989 и подоцна организираше студентски патувања, вели дека ја посетил земјата повеќе од 30 пати во текот на годините. Републиканците коментираат дека долгите врски на Волц со Кина значат дека Пекинг ќе го поздрави неговото приклучување на ливчето на Харис и предвидува дека ќе олабави тврдокорната економска и трговска политика на САД. Таа го избра Тим Волц, човек кој сака да префрли повеќе работни места за производството во Кина. Се чини дека Венс мислеше на неколкогодишната поддршка на Волц за трговијата со Кина како гувернер на Минесота. Волц не ја спомна Кина на дебитантскиот настав во кампањата. Но еве го тогашниот конгресмен во 2016 за тоа како гледа на односите Пекинг-Вашингтон. Не спаѓам во категоријата на луѓе дека Кина нужно треба да биде непријател. Целосно не се согласувам со тоа, но мислам дека треба да останеме остри против она што тие го прават во Јужното Кинеско море. Но има и многу области на соработка на кои можеме да работиме. За Гласот на Америка во 2014 тој опиша како е да се живее во Кина, една година по протестите на плоштадот Тјананмен во Пекинг. Беше многу интензивен престој и чест ми е што бев таму и го видов духот на кинескиот народ во обидот да биде многу горд на својата земја. Во Кина, неколку часа по неговото деби на кампањата, подпредседателскиот избор на Харис брзо стана трендовска тема во социјалните медиуми. Некои смета дека можеби е пријателски настроен кон Кина. Други кинески корисници на интернет мислат дека тој ќе заземе подсвр став. Додека беше во Конгресот, Волц спонзорираше голем број резолуции кои беа критички настроени кон кинеското досие за човекови права. Еден националистички воен историчар рече дека демократите сакаат да ја уништат Кина. Други коментираа за она што Волц го нарече еден ручек што го смени животот со Далај Лама, прогонетиот лидер на Тибет, при што еден корисник вели дека поранешниот учител во Кина изгледал како американски шпион. Наблюдувачите на Кина велат дека досега Пекинг јавно не се изјаснил за Волц. Но еве што некои гледаат во него. Тој беше многу искрен во критиките за досието за човекови права во Кина и мислам тој го направи тоа од позиција која е можеби поверодостојна поради неговата впечатлива сериозност и искреност. Други кинески аналитичари се согласија дека евентуалната администрација на Харис Волц се очекува во голема мера да продолжи со заострените политики кон Кина, воведени од администрациите на Бајден и на Трамп. Мислам дека ова треба да се гледа низ целиот свет како континуитет со сложеноста, повеќе децениската политика на САД за потребата да се справат со Кина како голема сила во светот, но и со разликите во вредностите, особено кога станува збор за демократизација. Но што мисли Пекинг? Тоа е потешко да се предвиди. Во суштина се затечени во моментот и не знаат што да мислат за оваа личност, која не е онаква каква што очекуваа. За сега е нејасно за дуото потенцијални нови лидери и двајцата родени во 1964 под истиот лунарен хороскопски знак, што ќе носи иднината во Белата куќа.